Протестите се демократска алатка, но има обид за злоупотреба на гневот кај граѓаните. Премиерот Мицкоски вели дека има разбирање за оние кои сакаат да го изразат револтот, зашто има уште многу работи да се решат, но потенцира дека не ги разбира политичките глодари и лешинари кои преку жртвите од трагедијата во Кочани и тагата на семејствата сакаат да ќарат политички поени. За многу работи оваа влада беше браник да не дозволиме да продолжи понижувањето, разграбувањето, националното уништување на Македонија. И токму тоа е за тие политички глодари проблем кој што сакаат преку овие протести да добијат некој политички поен, па гледаат шанса. Свесен за проблемите со кои се соочува Македонија и за тоа дека преку ноќ не може ништо да се направи, премиерот повика на смиреност и разум во овие тешки моменти. Вети дека со владата ќе се бори до последен атом енергија за да ги исправи работите. Јас сум нервозен, верувам дека и вие сте незадоволни, сите ние сме незадоволни од сето тоа што се случува и тука не треба да имаме дилема. Работите ги решаваме и ќе продолжиме да ги решаваме. Многу работи изминативе 9 месеци од како избрана оваа влада се реши. Направивме многу работи. Ќе повторам изминатиот период. Поразивме неколку мафијашки здруженија кои што за жал функционира во државата. Ќе продолжиме и во периодот кој што следи. Но од сега па натаму, јас само би посакал да сите останеме фокусирани и обединети во решавање на проблемите. Во повеќе градови низ државава и во Скопје денес се закажани протести во чест на загинатите 59 млади луѓе во ужасниот пожар во Кочани. Сепак одредени политички центри се обидуваат да ја злоупотребат трагедијата и да се инфилтрираат во граѓанските движења, зашто викендов на социјалните мрежи испливаа и видеоснимки.